се снима. Ја замезија малце, после скара. Братче, вода обична може ли бе, брату? Да ти дека јадеш? Не, брат, ништо. Супер. Боле за вас, да. И јас би играл така. Епа, добре дојдовте. Нова епизода на вашето омилено фудбалско шоу Скратен корнер. И пред да почнеме со било што, би сакал да ве замолам да си ја завршите вашата задача и да кликнете таму долу subscribe, да стиснете лайк на нашето видео, па за да слушнете уште повеќе добри фудбалски новости. А сега, момци, како сте? Одлично. Тоа кажи ми. Има подобрување, да. Кратко и јасно, одлично. Екстра одличен. 10 од 10 се двајцата. Од преска ги гледам и некако одличен и екстра одличен, како? Одличен и екстра одличен. Да не знам што е над екстра одличен. Кирил сум јас. Топар. Да, нели, идеме. Причина особена заради тоа што сте одлично или чисто онака денот ве понесе? Чисто онака, реално убав ден имаме. Да. Да, не освен тоа ми е конечно скокнав со подобран. Неверојатно чувство. Официјален лиценциран падобранец. За журки. Лиценциран, ама подобранец. И за било какви дешавки. Да. Си исполнив една од животните желби, победив страв. Нормално скокаш од високо, не гледаш ништо, се гледаш земјата само под тебе и се надеваш да се отвори над тебе подобранот. Се надеваш. Да, направив тоа и згоре на се имавме одлично гезме таму со екипата, супер си поминавме, плюс викендов Барселона тепаше, тоест во последната 93-та минута така нешто во продолжение Luke de Jong даде гол. Look at the goal. Седи. Али онака, да, идејанов плюс. Добро, беше боле скокот или беше боле гезмето после скокот? Скокот. Сепак. Ама тука негде. Да. Се гледа. Владко, како викендов? Добро, одлично. Како? Вердер непоразен. Ти уживаш, Ривер Плата победи, вчера гледав, уживав, чекав за добивка, не исплати, све супер. Ти исплати? 10 од 10. Леле, добитни сме викендов, ова е фантастично. Сега не добив инфо од Јове како поминал од минатата епизода до сега, ама верувам дека е и тој одлично, нели, за да не рушиме просек. Не, па супер му е сега кога што гледам. Да доја, дека ти каже. Доволно мезива пред него, доволно скара. Пуни устни работа. Ој. Па нека е на здравје. На здравје. Ние ќе се префрлиме во следниот сегмент, малку да видиме, да прочепкаме што имаше по интернетот деноиве. А вие бидете така. Па можеме да почнеме, да. Може и како наможи. Добре дојдовте во Што се твита. Хамба, имаме ли нешто ново? Има многу ново. Првиот твит што стварно онака ми направи неубаво да ти кажам право, кога прочитав, а тоа е дека Топс сега договориле има дил со FIFA за СУЕФ уствари за да бидат партнер за албумот со сликички, веќе не е Панини. И тоа е тажно. Да. Причината беше оноа што го коментиравме, нели, пред европското првенство, нели, мислам дека баш со тебе, Владко, го искоментиравме дека многу албумот беше многу празен, многу сув. Немаше информации, немаше податоци за играчите, немаше најбитната работа. Календар за првенството. Јас не сум видел претходно албум да нема фул календар за првенство кај што можеш да си запишуваш резултати, па ни доби многу слаби оцени. И еве, од наредно е европско и светско првенство, веќе Топс ќе бидат производители на сликичките. Она што е интересно, го избраа како официјален амбасадор на Топс Жозе Мурињо. Жозе Мурињо ќе одбира кои 23 репрезентативци ќе бидат застапени во сликичките, бидејќи нели не можат сите да ги стават на страница. Супер, значи ќе му звони телефонот на Мурињо. Очекувате боле или полоша реализација на албумот? Само да не пише северно. Не, се зезам. Само да не сликаат пак по маички. Да, може да на светско и тоа. Види,
Доброто е тоа што Панини конечно ќе свати дека не се единствени и дека мора да се потрудат за да направат за да останат да бидат партнери. Треба да држат ниво, да. И ова е одлично онака чисто свестување, верувам дека Панини може да направат топ албум, поради тоа што го направиле тоа многу пати досега и ова е одлично како освежување, па да видиме како излезе. Добре, Cool. добре. Океј, одиме на следниот твит. Ова е твит од Сан Антоен. Не знам како Аха, е. тоа беше некој новинар од новинар. Марка, мислам дека беше така или од нас. Значи, твитот се однесува на тоа дека што биле првите две прашања на Чави кога станал тренер на Барселона. Првото прашање е дали сте спремни да трчате за тимот? А второто прашање е дали сте спремни да влезете во 92 минута? Кога демек немало негативни одговори од никој од играчите и но ми се допаѓа поради тоа што со тие две прашања им кажал како ќе функционира тимот од неговото доаѓање Да, понатаму, од дека самиот секој старт, треба да. да биде спремен во секое време, дека нема да може, нема, нели, јас сум звезда па морам да играм, не. Сите сме исто, сите сме тим. Кога ќе се бара твојата улога, мислам твојот инпут во тимот, тоа што бидеш повикан. Мене ми беше фасцинантно кога го прочитав ова. Ама И резултатите фасцинантни. Да, И играта, да, и тоа- играта, се. Токму до на тоа ќе се надоврзам. Се гледа дека послушноста ја успеа да ја достигне. Чави, за многу брзо време успеа да го добие почит, мислам да ја добие почита на играчите и некако сите да влечат кон истата цел. Сега веќе последниве 5-6 кола, особено со оние тесни и тешки победи што ги извојуваа, се гледа дека е тим што е спремен да се бори. Веќе не е оној тим без карактер Да. што беше со Куман. Да, следниот твит. Господинот Бензема. Бензема го преслуша Челзи на 2 урми и чаша млеко. Братот е влезен во рамазанските пости, кажаа дека и нели пред надпреварот си го испочитувал постот комплетно. Да. Ги објавуваше сликиве по социјални мрежи со 2 урми и со млекото и вечерта, тоа се деси. Так, главен оброк Челси. Едно млеко, две урми, 3 гола. Да, имаше уште еден интересен твит, вика Карим Бензема вика виде дека Челси во моментов нема собственик, па реши да им Да. каже кој е собственикот. Тоа беше Боише добро. голове него урми. Да. Реално. 13 минути пред надпреварот. Му бил тој закуската пред главниот оброк. Предјавење. Добре, добре. Да, следниот твит е од нели официјалниот акаунт на Тоттенхем. Твитот е what a finish, take about Дејан Колушевски. He's not finished, he's Swedish. И му реплаја, he's not finished, he's only 21. Ова беше многу Добро смешно. возење, добро возење. Ми се свака свиѓа час. дека и они се Да. уклопија во шегата. Да, Значи, да. He's not finished, he's only 21. Чекај. Одлично ја извозеа целата прича. Премиер лигава и сезонава, нели, како и скоро секоја последниве 10 години ни дава многу возбудувања, ама она што се случи викендот беше она што го чекавме, па не знам како доаѓа, 6 месеци од последната Арсенал утакмица. да се врати у форма да губи. Па го чекам да Да, го чекам на тоа. Каде бе дечки така високо, знаеш? Кристал Палас и Брайтон, бам, 5 гола и ајде на спин. Double impact. Ама на другава страна играа и Манчестер Сити и Ливерпул. Ливерпул, да. И дербито помеѓу двајцата тренери кои што ги одбравме како едни од најдобрите во светот. Двете најдобри екипи дефинитивно во Во премиер светот, и лигашкиот во фудбал, светот. па и во светот, да. Не разочара би рекол дербито, 2:2 резултатот, да не добивме победник, ама добивме многу добра утакмица. И новиот шампион на Англија го добивме. Ти си многу сигурен, ќе Да, ти испрашам за ова за 5 минути. Да. Да повторам. Утакмицата како утакмица беше феноменална. Беше, мислам, дека врвот што го имам гледано досега на тактички и физички спремни тимови. И технички спремни. И технички. Океј, значи се работи за тоа дека јас сум благодарен што можам да бидам сведок на таква утакмица, на такви тимови, поради тоа што многу ретко се случува да видиш тимови на толку високо ниво. Ова го нема видено, можеби ќе се осмелам да кажам од утакмиците кога играа Барселона и Реал кога беа во прај. А не биле тесни никад волку.
ама увек имало некој предашење. Да, значи имаше и двата тима беа онака На ниво. се јадеа, Да, беше беа добри такмици. И ова е нешто што во последниче ставаше за разлика од тие такмици овде, она што многу ми се допадна е респектот кој што го имаат Клоп и Пеп еден спрема друг. Ќе го видите твитов, значи Кога се поздравуваат, кога се поздравуваат, кога голема да се поздравиш уствари со сегашниот дечко на твојата бивша, кога на скара кола си. Онака поздравување. Кај си бе брат? Како оди? Те слушали ова? Многу коментари имаше одоздолу под сликата за тоа дека вика кога тргна Гвардиола на ке Клоп, мислев дека ќе се деси нов Бил Смит. Да. Како се залета, чекај ме друже, застани. Не слушам. Ама не се толка селјачиште. гледам дека имате многу за разговарање на тема, дали сакате да се префрлиме кон муабетот на неделата Може? и таму да го обработиме ова, Да, бидејќи трката за титулата во премиер е жештена. Вие останете по рекламите кои ги немаме, А може да ги имаме. замислете си нешто во главата и тоа е тоа. Стиснете subscribe, лајкајте не, се Ако враќаме. сакате вашата реклама да биде пласирана тука, контактирајте. 50 денари порака, SMS, огласник ем. Фала. Како што веќе најавивме, муабетот на неделата ни е посветен на трката за титулата во Премиер Лига. Премиер Лигата во последниве неколку кола влегува ептен неизвестна, иако по вчерашниот надпревар некои работи, барем според одредени луѓе на панелов, се решени. Ливерпул и Сити се само еден бод разлика на врвот на Премиер Лигашката табела. Вчера, на денот кога го снимаме ова, вчера фактички одигра 2:2, ништо не се реши, значи никој не доби предност понад преварот, меѓутоа мал адвентеж Сити заради тоа што има сепак бод предност и понатаму. Момци, како стигнавме до тука? Зошто овие два клуба се во трка за титулата? Зашто се најдобри? Тоа е доста добар одговор. Да. Не го чекав нешто поинаку да каже. Да. Ќе се сложиме сите на панелов, така, дека се Да. најдобрите два клуба во Англија и како што рековме и претходно, можеби и двата најдобри клуба во Во светот, моментално да. Сити малку климав старт, изгуби од Тотенхем, како беше изгуби 2 од првите 5 кола, меѓутоа потоа продолжи да гази. Да. Ливерпул малку по-сериозно, Слоу старт, ама да, малку по-сериозно ја свати, покасно е работата, меѓутоа сега се тука. Сити имаше мал пат у играта, нели, киксаше се Да. неколку со... Да, имаше проблем со постигнување голови, Да. неколку кола. Победуваше тесно, неколку нерешени му да на Ливерпул да се доведе до ситуација да го брка на еден бод разлика, нели, меѓу себе надпревар, што не верувам дека беа свесни дека може да дојде до тоа, меѓутоа ете, се случи и вчера по надпреварот си го обезбедија водството на табелата, мислам дека нема никаков проблем. Ве прашав во претходниот сегмент, нели, за општите впечатоци за утакмицава од вчера и сите се сложивме дека беше одлична за гледање. Дали некој од клубовите ви изгледаше дека има контрол? Па ја мислам дека Сити подобро играше и контрола целосна на резултатот можеби да кажам Сити, ама меѓутоа и Ливерпул на крај задржаваше време, не одеше баш. Не сакаше ни да изгуби, не беше ни нешто кој знае колку отворен на крај за да брка победа. Мислам дека Сити ме изненади позитивно со тоа што водеше, нели, прими гол, пак идеше да напаѓа, меѓутоа и не правеше, не даваше се на напад, не фрли се една карта на напад, туку као двете екипи да беа задоволни со нерешено. Таков вајб добив. Да, Изгледаше како финале Лига на шампиони. да, Мене така да. ми делуваше како Сакаа да победат, ама не смеа да се досват да изгуба ни една Да, екипа. да, И да. квалитетот на тоа беше многу на подрастично ниво. Другите дербиња што ги имаме гледано, особено од Англија, како Юнайтед Челси, Юнайтед Арсенал, кај што завршува 0-0, 0-1, или негде кај што некој го шутира некого 5-6-0, така да беше стварно идеална утакмица. На две веле сили у фудбал, така да. Ќе се сложиме дека барем според имињата кои што им се напишани во следните неколку кола на двете екипи, Сити има за нијанса
по лесен, Лесен, условно кажано лесен, колку може да биде лесен распоред во премиер лига, сепак е Па би рекол дека повеќе неанси полесен, пошто не гледам реална пречка Сити кај може да изгуби бодови освен во Лондон во предпоследно коло со Вест Хем, така 37 коло. Да. Кај што верувам дека Ливерпул тогаш ќе киксне барем еднаш. Што има надпревари на гости со Саутемптон, има надпревари со Тотенхем, има на гости со Астон Вила. Верувам дека Ливерпул Ньюкасл сигурно, игра, да. Еве ќе ги Евертон. прочитаме сите Да, поред. градско Значи, дерби има- Манчестер Сити почнува следното коло со Вулверхемптон на гостински терен, потоа дома две кола поред ги пречекува Брайтон, па потоа Вотфорд. Па со Лиц треба да А, има. Лиц на гости, да, на домашен терен Ньюкасл, предпоследно коло Вест Хем на гости, веројатно најтешкиот надпревар од овој распоред, И и дома во Волс, последно така? коло не, со Астон Вила. Вила дома. Да. А Ливерпул во истиот тој период има Со надпревар Юнайтед, со да. Манчестер Юнайтед почнува на домашен Лесна е терен, таа потоа градското дерби со Евертон на домашен терен, на гостински терен против Ньюкасл, потоа е дома против Тотенхем, на гости против Астон Вила, на гости против Саутемптон и во последно коло игра против Вулверхемптон на домашен терен. Според листава на екипи Ја викам малку дека- потврди тимови. Викам дека Ливерпул 2 нема да победи од овие останати 2 сигурно нема да победи до крај. Добро. До последното коло 2 на 2 нема да извојува победа. Кои би биле Убеден тие? сум. Не знам. Не кем да го зборам Юнайтед Тотенхем и? Не, верувам дека со Саутемптон нема да победи на гости. Не знам зошто. И Астон Вила ми е сомнителна. Па изеда 7 лани. Изеда, ама сега Стиви Джи може да им даде да се Да, лизне ако сега треба. за Ливерпул да се лизне. Ако треба. И Како те личи распоредов, Хамба? Во тоа што досега го видовме, можам да заклучам дека не може ништо да се предвиди до крајот на сезоната во англиско. Додека сме сигурни дека Челси ќе биде шампион, кикс на неколку утакмици Ливерпул се доближи. Со оглед тоа дека е веќе крај на сезоната, се игра Лига на шампиони, фокусот е и таму. Играчите се веќе изморени, колку и да ротираат тренерите. Играчите се изморени и резултатите, например, на Сити, кои што не беа баш окей, се резултат на тоа што има умор во екипата. Екипите со кои што играат, се екипи кои што не играат европски надпреварувања. И треба да бидам свесен за тоа дека едно е кога играш на 6 дена, на 7 дена, друго е кога играш на 3 дена. И некогаш и тие што немало очекувам може да ги изненадат фаворитите во овој дел од сезона. Со оглед на тоа дека и Ливерпул и Сити играат во Лига на шампиони, претпоставувам дека ќе продолжат да играат понатаму, ќе биде изедначено и многу мал дали бод, 2, 3 нешто ќе одлучуваат за титулата. Не знам кој би бил шампион. огромни се шанси тоа да биде финалето Лига на шампиони. Да, И први јас би сакал фаворити да се, биде, па да и биде, да. најверојатно ќе биде. Не сакам да биде, ама најверојатно ќе биде и би било едно идеално онака. Ова сезона е кај што исто како што се брка компанија која ги спаси со Лестер во предпоследно коло, мислам дека Да, голот од далеко. да, од 35 метри, така се брка исто бе на еден бод. Ливерпул кој освои Лига на шампиони таа сезона. Да, 97 со Со 100 бода, како беа? 97 со 98 мислам дека беа. Еден бод беше исто разликата. Леле. 97 Човек. со 98 тоа беа феноменално темпо на Колку бодови Да. освојуваат овие два клуба последние години. Па реално се најквалитетни, најконзистентни. Ливерпул лани имаше мислам мал пат во формата, меѓутоа оваа сезона гази. Имаат едни од најдобрите тренери, кои што рековме, не ме чуди, не е ни за толку нешто неочекувано. Сепак верувам дека Сити пак полесно ќе дојде до титулата. Меѓутоа кој што кажа Тале, играчи клуче, не знам кој може да бидат, може да биде само распоредот во Лига на шампиони. Ливерпул веќе обезбеди се една нога и повеќе, Да. нели во полуфиналето, кај што 1-3 совлада Бенфика на гости. Сити ќе му биде тешко во Мадрид. Два пати во Мадрид ќе му биде тешко, ако помине нели и првиот сега со Атлетико, така да тоа мислам дека тука ќе биде клучната разлика, како што каже и Тале. Густиот распоред и нешто да не трне во најдобар ред за Сити, па да киксне со некои релативно слаби противници, кој што му се случи во претходните 2-3 недели, така да. Да, ништо не е исклучено. Ајде,
пошто ги спомнавме играчите дека веќе нели сме во период од сезоната кога почнуваат да се саморуваат, кога им е потребен малку повеќе одмор. Кои мислиме дека ќе бидат клучните играчи на едната и на другата страна за оваа борба за титулата? Сега не знам дали тука да ги исклучиме Де Бруйн и Салах, бидејќи и Тие едниот се и другиот подразбираат, да. тие се подразбираат. Кои се клучни? Да, мислам дека Габриел Жесус ќе биде многу клучен, не знам, го гледав со Сити, ми изненади позитивно. Никој не очекува од него да биде, нели, као особено Пеп кој што игра без напаѓач почесто, може тој да се најде во некоја. Сега како што сгуснува Да, ротацијата, да. може да најде повеќе минути И од колку Сити што наоѓаше нормално до има сега. поголема екипа, нели, Апсолутно, склад депт има да, поголем, да. може полесно му е да ротира, може нема да лесно го замени Де Бруйн или некој како што кажа ти, меѓутоа пак има играчи што не се Така. анонимни на фудбалската сфера. Сити да, дефинитивно има многу појака клупа за разлика од Ливерпул и може да си дозволи Пеп на утакмица да ротира по еден 20 играчи што можел да ги омори. Нема да се согласам за Габриел Жесус, поради тоа што на утакмицата ми се покажа тоа што од претходно мислењето ми се потврди дека е играч кој што знае да игра без топка, али ако кога ќе дојде до топка се збунува, паничи. Не даде два клучни пасови кои што може да завршат во гол и шутна. Иако тоа нели напаѓачки као Демек, ама не е само да шутнеш, добри напаѓачи во денешница знаат и да прииграат и да створат шанси за гол. Габриел Жесус можеби не, али дефинитивно тука се Бернардо Силва во Сити би го ставил како играч кој што може да Бернардо до пред некој месец беше најдобар во Премиер лига, како цело време, цела сезона игра на врвно ниво. Да. Да, добар шаут. Бернардо, целата одбрана на Сити, посебно Кансело, игра многу јако. Го дечкото е феноменален, но стварно многу добра игра. Мислам дека сега тука во средината Родри исто е одличен во тимот на Сити. Генерално ствари целиот тим на Сити игра одлично. Да, кој е затоа издвој клучни. Да, тука и од во тимот Ливерпул. на Ливерпул, во тимот на Ливерпул, Ван Дајк, Алисон, дефинитивно Трент Александер Арнолд. Друг кој би го ставил? Доволно е еден. Некој да изненади, некој кажи некој од Ливерпул што мислиш дека ќе изненади нешто како Ориги кога своја некој. Луис Диас. Луис Диас, мислам дека во моментов уште си ја нема Со таа нама не е загарантирано. купен, ама Да, ама уште не е првотимец, а мислам дека може да направи она да ја качи формата од осмица на 10 кон крајот на сезоната и особено последните 5 кола тој да биде најодморен во Да. екипата и стварно да прави ршум наместо Мане во таа. знаеш што имам приметено што еве неколку подкасти слушам и гледам, никој не го збори Джота. Гази. Гази. Никој не го збори. Ама не Жота мене ми е изборот за клучен играч. да. Јас мислам дека без Жота не можат да ја завршат сезона, бидејќи Салах традиционално исчезнува во големи надпревари. Не од причина што тој е виновен за тоа. Сите го чуваат Добро него. скаутиран, добро, Да, да, многу покрива. добро го чуваат. По двајца играчи се лепат и сето тоа. Ама тука Жота добива многу Да. простор. И особено играч што знае да искористи простор како Жота, мислам дека може да биде клучен, особено кога играат финалиња и надпревари кај што се со висок притисок, мислам дека тој е многу можно да ги реши. Од другава страна, од на Манчестер Сити ќе се сложам со Родри, изборот на Родри. Мислам дека единствениот играч за кој што немаат замена. Мене ми е толку дури фантастично што последниве две сезони не е на тоа ниво. Знаеш, дури Де Бруйн успеваат да го заменат со Гундоган Да. како и да Хиндохан, како што Имаат би рекол. креативци имаат, сите Ама не меѓутоа немаат успеваат, некој кој што не се везни, срами да направи малку погруп потек, некој кој што сака да удри фаул или што и да е. Затоа мислам дека Родри би бил клучен. Сега, да, ова интересно прашање беше кој нели од Ливерпул мислам дека ќе изненади, ќе го спинувам малку да го направиме прашањето кој мислите дека ќе биде X фактор. Еве, ајде, бидејќи јас за Ливерпул го кажав, можам да кажам за Сити, мислам дека Кој кажа за Ливерпул, Жота? не, Луис Диас. Луис Диас. Да. За Сити мислам дека тоа може да биде Фоден, иако
реално е прилично доста во инволвиран првиот цело состав. време, да. Ама мислам дека со тоа што го покаже особено на утакмицата со Атлетико Мадрид кај што го смени Марес и го смени текот на утакмицата, мислам дека може да се случи истото во Премиер лига. Мислење на оваа тема X фактор, некој од кој што помалку очекуваме, а Жесус кажав. така, Жесус. Жезус. Да. Жезус. Ливерпул? Фирмино. Да, ретко е користен. Да, ретко е користен сега, одморен влегува на крајот на сезоната. Во тимот на Ливерпул Со Интер он беше клучен фактор. Голот од со глава со. тимот на Ливерпул не знам, не ми доаѓа идеја. Едино што можам да кажам Клоп. Како тим си исто да го кажам и за Сити. Не гледам некој што е бил X фактор поради тоа што се многу јаки тимски колективи и не постои таков еден играч кој што е изоставен, а може да направи разлика поради тоа што Сити играат кога се стартери, кога се замени. Не е како во другите екипи каде што можеш да кажеш овој влегува, не знам, како Барселона Де Јонг. Да, до 90-та минута и му се случува многу често да го прави тоа, него не, во Ливерпул и во Сити играат цело време. Квалитетот на екипата е тука некаде толку е голем, толку е добар, што може да си го дозволат тој луксус да ротираат играчи, а да не се осети во квалитетот на играта. Затоа не би можел да кажам дека овој или овој играч ќе биде X факторот, поради тоа што Сити не се истиш, не знам. Тогаш да ја завршиме главната тема со најважното прашање. Кој ќе биде шампион во Премиер лигата? Сити бојс ап. Одма. На секој Сите бојс ап. Добро. Шаут Сити. Худвил. Само јас на панелов сум за Ливерпул, а? Добро. Ја пред 10 епизоди кажав дека Ливерпул не треба да го исклучиме од трка за И титула, не треба, беше да. 9 бода разлика за Сити, така да. Да, и се сложив дека е така. Јове за кого Ливерпул. Јове Јове е за Ливерпул, 2-2 сме моментално на панелот. Као вчера 2-2 исто. Тотално. Публиката ќе Ајо ручек се клади. Мене тале за Сити, вие за Ливерпул. Може ли? Јове одговара ли? Ја тале Сити на Ливерпул, а? Ајде. Не бе, не. Па баш поскапи ако сте сигурни, поскапи треба да носиме. Ај, може, Рустикан. Во Рустикана. Зошто мислам дека Ливерпул има шанси да ја освои титулава? Од истата причина што го предвидувам цела сезона Манчестер Сити да земе Лига на шампиони. Мислам дека идеално би било за двата клуба да се ги поделат титулите и Ливерпул да ја земе Премиер лига и Сити да ја земе Лига на шампиони. Мислам дека тоа би било најубаво за светскиот фудбал, да кажам се, што знам, ја не сум некој објективен фактор тука да го кажам тоа, меѓутоа затоа мислам дека Ливерпул ќе се стегне и одигра овие последни 7 како му доаѓаат кола на највисоко темпо, ќе добие 6 од нив и една ќе ја одигра нерешено и ќе ја освои титулата. Ова е предвидување, запишете таму во книгите, како уште едно од низата грешни предвидувања на вашиот омилен подкаст водител. Има различно мислење, имате од мене, знам. Зошто мислите дека Сити ќе освои? Затоа што има предност. Зашто се најаки, бегаат еден бод полесен распоред, има сите патишта водат кон Сити. Да. Тезата на Кире, да, има логика за тоа што го кажа. Ама, Секад има. Верувам во Сити и во Гвардиола. Баш вчера ги гледавме на полувреме тимски разговори на Гвардиола за време на полувремење на такмици. Ќе видиш колку е ментален, колку е нездрав, колку сака да победува. Не верувам дека ќе се откаже од лигата. Не верувам дека Гвардиола не е тренер кој што Дупла рекол ај круна. сега ќе одиме по оваа титула, оваа ќе запоставиме. Не, Да. он оди по се. Апсолутно. Мислам дека ја имаме темата, муабетов на неделата, предлагам да му ставиме тука крај и да ја одјавиме оваа епизода. Мислам дека доволно долго траевме за да им понудиме уште една добра содржина на нашите фанови. Дешки, најдете не на социјалните мрежи под името Скратен корнер, знаете што гледате, тука сте на YouTube каналот, сабскрајбнете се доколку не сте го направиле тоа до сега, лајкнете ни ги сите видеа и препорачете ги на вашите пријатели. Шер направете нешто таму нека се деша. Така. помни на баткот и за... На слава кога ќе отидеш, дечки, бе, Скратен корнер. Што бе? Тотално бе, се знаат, Подкаст, тотално. брат, топ. Тоа е тоа, момци, нешто за крај сакате да порачате 10 кебапи за баткоти? Не, добро? Чекај, јој изеде ли се? Ај. Има уште нешто ќе Не. Тоа е тоа. Пратете Лигата на шампионите која што е неверојатно интересна сега кон крајот.
пазете што ќе прават баш овие тимови за кои Да. што разговаравме сега. Гледате скратен корнер, јадете рустикана и оставете му типс на Вито. Тоа е тоа. Вито, да. Ајде. Вито, може ли да ја завршуваме епизодата? Може, Доста може, ни е. може. Ајде.